Добре дојдовте. Денес зборуваме за едно прашање кое сигурно многу мина си го поставиле и ќе побараме одговор, ама не било каков, туку одговор кој се темели на науката. И прашањето е ова. Дали хомосексуалноста е избор или пак е нешто биолошки одредено? На прв поглед делува просто, нели? Ама предизвикува толку многу дебати. Интересно е што и покрај сите дискусии, науката всушност веќе одавно има прилично јасен став за ова. Целата дебата во суштина се врти околу овие два збора – избор или предодреденост. Со други зборови, дали свесно одлучуваме кого ќе сакаме или пак тоа е нешто вградено во нас? Ајде да ги оставиме мислењата настрана и да видиме што велат фактите. Супер! Ајде да почнеме со она што ни го кажува науката. Прва станица – генетиката и биологијата. Прво и најважно, да расчистиме една работа. Не постои единствен геј ген. Големите студии, како она објавена во познатиот магазин Science во 2019-та, го потврдија токму тоа. Значи, не е толку едноставно. Реалноста е далеку посложена. Па, ако не е еден ген, тогаш што е? Замислете го ова како еден сложен рецепт. Научниците откриле дека се работи за комбинација од стотици ситни генетски варијации. На тоа додајте ги факторите како нивото на хормони, додека бебето е се уште во матката, па и самиот развој на мозокот. Слично е на тоа како се одредува висината или темпераментот на некој. Не е една работа, туку цел сплет на фактори. Значи, кога ќе го споиме сето тоа, науката ни кажува дека сексуалната ориентација е една комплексна особина. Не е како прекинувач за светло, вклучено или исклучено, туку е повеќе како спектар, еден природен спектар на човечката привлечност кој се формира многу рано во животот. Добро, тоа беше биологијата. А што вели психологијата? Како таа се вклопува во целава приказна? И тука психолозите се согласни. Нивниот консензус е кристално јасен. Сексуалната ориентација е еден од основните делови на идентитетот. Тоа не е некоја навика што се стекнува, не е нешто што се учи и дефинитивно не е нешто што се менува како што минува времето. И ова е многу важно да се нагласи. Работи како воспитувањето, социјалната средина, па дури и некои настани од детството, тие не ја одредуваат ориентацијата. Да, средината може да влијае на тоа колку отворено некој ќе зборува за својата ориентација, но не може да ја создаде или да ја избрише. Едноставно нема научни докази за тоа. И со тоа доаѓаме до еден голем мит кој мора да го разбиеме. Митот дека сексуалната ориентација може некако да се поправи или промени. Погледнете го ставот на најголемите светски авторитети. Американската психолошка асоциација, која е златен стандард во ова поле, вели дека обидите да се промени нечија сексуална ориентација се, цитирам, неетички, неуспешни и потенцијално штетни. Значи, не само што не функционираат, туку се и опасни. И не се само тие. Истиот став го дели и Светската здравствена организација. Тие велат дека ваквите практики немаат апсолутно никакво медицинско оправдување и се сериозна закана за здравието. Значи, зборуваме за глобален медицински и научен консензус. Да бидеме сосема јасни, така наречената конверзивна терапија не е терапија. Тоа е неетичка и штетна пракса која е целосно отфрлена од научната заедница. Точка. Добро. Откако ги поминавме биологијата, психологијата и ги разбивме митовите, што ни останува? Каков е крајниот заклучок? Мислам дека оваа споредба најдобро ја објаснува целата работа. Да се каже дека некој одбрал да биде геј е исто како да кажете дека одбрал да има сини или кафени очи. Просто е невозможно, нели? Тоа е дел од нашата биологија, не е свесен избор. И уште нешто интересно. Хомосексуалноста не е некој нов тренд или модерна идеологија. Напротив, таа е природна варијација која постои кај луѓето од секогаш, низ сите векови и во сите култури на планетава. Не е отстапување, туку дел од нормалната човечка разновидност. И не сме само ние луѓето. Научниците документирале истополово однесување кај над 1500 различни животински видови. Ова само дополнително потврдува дека станува збор за сосема природен феномен во живиот свет. На крајот, прашањето со кое почнавме, избор или биологија, е всушност веќе одговорено. Науката е јасна. Сексуалната ориентација е природен дел од човечката разноликост.
Единственото прашање што останува не е за науката, туку за нас. Дали сме како општество доволно рационални да го прифатиме тоа што фактите ни го кажуваат?